Добро вечер во Дневникот во 20 часот следува кратката најава за денешните случувања, главно на истокот. Започна чистењето на река Брегалница на потегот од Бања Кежовица во долниот дел на реката. Обезбедени се 24 тони нафта од страна на владата на Република Македонија. Со поддршка на Советот на општина Пехчево, планинарското друштво Група Планинари Кадица доби лиценца за локален туристички водич. Голема мака за оризопроизводителите во Кочанско. Половина од нивите неожнеани поради водостојот од последните обилни врнежи. Проектот на владата на Република Македонија за чистење и уредување на коритата продолжува и понатаму. Овој проект без проблеми продолжува и во Штип во однос на чистење на коритото на река Брегалница. Откако беше исчистено дело од коритото на реката во 8 ноември во близина на стадионот и кај познатиот извор Лџи, денеска започна активностите за уредување на делот кај Бања Кежовица. Проектот на владата на Република Македонија за чистење и уредување на коритата на поголем број реки кои течат низ државата продолжува и понатаму да се реализира. Овој проект без проблеми продолжува и во општина Штип во однос на чистење на коритото на река Брегалница. Досегашната неуреденост на одредени локации за време на неколкуте порани дождови допринесе до поплави при кои се нанесени огромни штети, пред се за жителите кои живеат долж коритото на реката. Откако беше исчистено дел од коритото на Брегалница во близина на градскиот стадион и ки познатиот извор Лџи, денеска започна активности за уредување на делот кај Бања Кежовица. Тоа е место викано под бањата, значи овде имавме големи проблеми за време на поплавите во пролет. Беа поплавени земјоделските површини и викенд куќи. Е лоцирана како една од критичните точки на река Брегалница. На овој потек не беше досега вршено чистење, затоа се создадоа големи средорети со обилна вегетација. Како и претходно и за продолжувањето на овој проект се е обезбедено од владата преку надлежните министерства, а изведувач на работите е штипска компанија. Изведувач на работите е Коле Транс Инженеринг согласно јавната набавка, а нафтените деривати во количина од 24.000 литри се обезбедени од владата на Република Македонија преку Министерството за животна средина и Министерството за транспорт и врски. Согласно акциониот план на општина Штип, откако ќе се уреди овој дел на Брегалница, активностите ќе продолжат на останати критични точки, и тоа во Ново село од потегот кај ректоратот до Бања Кежовица, на 5-6 премини на река Лакавица во должина од 100 метри и на потегот на Судичка река во близина на мостот кај село Врсаково. Советот на општина Кочани на последната седница расправаше и донесе одлука за реализација на 35 проекти кои Кочани ќе ги добиваат повеќе институции. Најголем дел од овие проекти се однесуваат на спортскиот рекреативен центар Пониква. Со овие проекти ќе се развие и планинскиот туризам. На последната седница на Советот на општина Кочани советниците расправаа и донесоа одлука за реализација на 35 проекти кои општина Кочани ќе ги добијат повеќе институции и организации. Најголем дел од овие проекти се однесуваат на спортско-рекреативниот центар Пониква и неговата урбанизација и изградба на комуналната инфраструктура. Веќе во фаза на тендерирање, завршна фаза на тендерирање, изградба на два патни правци. Едниот патен правец е од аеродромот па до паркинг плацот, значи комплетно завршување во должина од 2,5 километри. Понатаму исто така од аеродромот, односно приклучување на регионалниот пат до Превалецот, тоа е од другата страна над старата зграда на бетон, во должина од 1 километар, значи тоа се такви патишта. Забележавте веќе дека имаме осветлување улично, кое што треба да се заврши до крајот на оваа година. И имаме покренато многу за изработка на техничка документација на Пониква. Со проектите кои треба да ги реализира општина Кочани ќе се предонесе за развој на планинскиот туризам, како летен, така и зимски. Набавената опрема и донација од МЕПСО минатата година за набавка на топови за вештачки снег, ратрак и друга опрема ќе предонесе и за поголем развој на планинскиот зимски туризам во овој најмлад ски центар во Источна Македонија. Во завршна фаза изработката на техничка документација за проектот за дополнување со жичари и ски лифтови.
понатаму изработка на документација за паркинг плацови, изработка на техничка документација за други улици, изработка на техничка документација за зафатите на Арамиска чешма. Значи, од разни извори ги добиваме сите тие средства и треба да ги завршиме. И изработка на фекална канализација со два крака, едниот на општина Кочани, едниот на општина Пробишти. Во урбанизацијата на спортско-рекреативниот дел на Пониква подеднакво учествува и општината Пробиштип, зашто е и добиениот проект за изградба на фекална канализација, и тоа по еден крак во делот на општина Кочани и еден крак во делот на општина Пробиштип. Со подршка на Советот на општина Пехчево, планинарското друштво група Планинари Кадиица доби лиценца за локален туристички водич. Лиценца која ќе им овозможи на најубав можен начин на туристите и планинарите да им ги покажат природните убавини со кои располага Пехчево. Со подршка на Советот на општина Пехчево, група Планинари Кадиица доби лиценца за локален туристички водич, лиценца со која и официјално ќе може да се покажуваат убавините на Пехчево на сите планинари и посетители кои ќе имаат желба да го искачат врвот Кадиица, кој воедно и патрон на планинарското друштво. Условите беа, имавме 4 обуки, од кои 2 теренски и 2 канцелариски обуки. Теренските обуки се планинарење, запознавање во природата, преживување во природа, логорување, а канцелариските обуки беа повеќе како односи со јавноста, комуникација помеѓу туристите и тие обуки некои за водење на туристите. И исто предуслов еден беше да мора да се знае историјата на општина Пехчево, за да им ја презентираме на туристите кои ќе доаѓаат во иднина во општина Пехчево. Меѓу активностите на групата Планинари Кадиица во изминатиот период беше и искачувањето по падините на Плавуш, а веќе следната недела планинарите ќе бидат дел од планинарски марш во Јагодина, Република Србија. За нова година ова друштво ќе биде домакин на туристичкото друштво Мургаш од Софија, друштво со кое планираат завршни активности за одбележување на 2015 година. Ќе пречекаме нова година овде, ќе ни бидат гости 3 дена, тоа се околу 100 души планинари и ќе направиме една завршна акција 2015, да заокружиме 2015 планинарска година со туристичкото друштво Мургаш од Софија. Инаку групата Планинари Пехчево се отворени за нови членови кои сакаат да придонесат за развој на локалниот туризам и да бидат официјални промотори на Пехчево. Денеска во Штип се одржа локален панел ромски деца на улица кои питачат и се исклучени од воспитно-образовниот процес во Штип. Настанот е дел од националната Барвалипе програма. Да се стави крај на питачењето, ова беше тема на дискусија на локален панел ромски деца на улица кои питачат и се исклучени од воспитно-образовниот процес во општина Штип. Проектот е дел од националната Барвалипе програма, имплементирана од Ромски младински центар Куманово. Единствена цел на овој проект е да им се овозможи на младите роми да ги градат своите капацитети за делување на локално и национално ниво за доброто на ромската заедница. Повеќето од младите едуцирани роми повеќето го криеа својот идентитет и ромската заедница, меѓутоа и општеството, значи ги губија како ресурси, како добар потенцијал. Потикнати од ова појава, Ромскиот младински центар ја започна ова програма да ја имплементира, која што се состои да ги охрабри, да ги стимулира, да даде дополнително знаење со цел да младите роми, значи, да го знаат на своето чувство на идентитет. На локално ниво, поточно во општина Штип, често се работи на потребите на ромската популација. Неодамна по барање на Барвалипе се асфалтираше дел од улицата кај Радански пат, каде поголем дел се ромско население. Тој дел каде што се однесува од продавницата Палестина до продавницата на Черења, овој дел некаде од околу 550 метри, каде што претежно живее ромско население. Овој крак од оваа улица беше асфалтиран, како и неколку други улици. Она како втор приоритет кој што го имавме беше во делот на имавме истражување, каде што тимот исто така на Барвалипе спроведе истражување на локално ниво на 51 испитаник
каде што не интересираше мислењето во процесот на донесување на одлуки на ромската заедница на локално ниво. Друга важна активност на тимот од Барвалипе е децата од ромска популација наместо на улица да седнат во училишните клупи. И она што е главниот фокус во однос на децата кои се на улица и оние кои што се исклучени од воспитно-образовниот процес, затоа сметавме како тим дека е важно да ги вклучиме сите институции на локално ниво кои што имаат ингеренции и надлежност во решавањето на самиот проблем. Општина Штип секогаш ги поддржува ваквите иницијативи и секогаш помага онаму каде што е потребно, вели Снежана Санева од локалната самоуправа Штип. Оваа тема наистина е интересна и мислам дека и досега се правеше многу во таа насока да се реши проблемот со децата на улица и петечењето, меѓутоа сепак никогаш не е вишок на повеќе информации, една ваква работилница со која што ќе произлезат заклучоци кои понатаму верувам дека ќе дадат резултати. Проектот е финансиски поддржан од Ромската канцеларија при фондацијата Отворено општество во Будимпешта. Синоќа во Делчево беше отворена изложбата на четворица врвни уметници од Македонија и Турција, меѓу нив и авторката на проектот Скопје 2014 година, Валентина Стефановска. Изложбата се реализираше во рамки на активностите на Домот на културата Никола Јонков Вапцаров од Делчево. Спојот на македонската и турската традиција, четворица македонски и турски сликари го прикажаа на платно. Фахим Хусковик, Валентина Стефановска, Захид Бујукишлиен и Зухал Арда. Плод на нивната меѓусебна соработка беше заедничката изложба на слики, која вчера вечер беше представена пред делчевчани во фојето на Спомендомот Асном. И можам да се представам со едно мое дело кое што веќе е направено на плоштадот во Македонија со мала интервенција и посебно ми е чест и задоволство што учествувам заедно со мојот драг колега Фехим, кој што заедно тука со мене. Па се надевам дека и друг пат ќе дојдеме гости, ќе бидеме во вашиот убав град. Всушност оваа изложба е иначе организирана по трет пат, наречена Мост. Оваа година е поделена во две изложби, всушност оваа изложба што вечерва можеме да видиме и другата изложба што ќе биде препоставувана за месец дена. Споната помеѓу Македонија и Турција е голема приказна, се што е етно, култура, традиција, всушност не поврзува и Делчево и Измир во овој случај е таа вистинска спона што токму вечерва денеска изложбата Мост 2015 е токму вечерва во Делчево. Заложбата на ликовната дејност при Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров за прикажување пред делчевската публика врвни и познати уметници се исполнува. Нивната цел е и во иднина да продолжат овие активности. Посебно драго ми е што има огромна посетеност оваа изложба, затоа што се работи секој за професорот Фехим Хуснович и Валентина Стефановска, која е авторот на спомениците во проектот Скопје 2014. Велат слика вреди 1000 зборови, па оставаме на делчевската публика да сама да си ја создаде историјата и сама да ги увиди вредностите во ликовното творештво на овие двајца прекрасни автори. Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров продолжува со своите културни активности во Делчево. Утре врвни музичари од Музичката академија во Штип ќе одржат свој концерт на кларинет и пијано, а во сабота ќе биде прикажана драмската представа Ревизор на драмското студио од Благоевград. Вчера вечер со доста заинтересираност од страна на посетителите започна неделата на германски филм во Штип. До петок во мултикултурниот центар на Угада, љубителите на филмот секој ден ќе имаат можност да гледаат филмови од познати филмски режисери. Синоќа во мултимедијалниот центар на Угада и официјално започна неделата на германски филм во Штип. Ревијата е во рамки на 11-тиот фестивал на новиот германски филм кој се одржува во повеќе градови низ Македонија. Присутните ги поздрави заменик амбасадорот на Германија во Македонија и проректорот на Универзитетот Гоце Делчев. Минатата година од 10 града имавме вкупно 10.000 гледачи. Се надевам дека оваа година ќе оствариме уште поголема бројка на посетители на киносалите на нашите филмови. Знаеме дека интересот за изучување на германскиот јазик во државата е многу голем. Иако филмовите се титлувани на македонски јазик, сигурни сме дека голем дел од публиката и ќе ги разбере филмовите и без превод.
Прв беше прикажан филмот Роден во болка, а салата беше преполна и се бараше место повеќе. Оние кои веќе биле претходните години на неделата на германски филм, велат дека се задоволни од изборот и дека и оваа година ќе ги погледнат предвидените 6 филмови. Ние во моментот даваме поддршка на еден сериозен настан, поддршка на европската култура и цивилизација како што е германскиот филм. И не случајно универзитетот всушност е основа форми на уметноста како што е филмската, ликовната и музичката уметност и на некој начин дава поддршка на сите овие форми, а тоа е всушност давање поддршка на културата како можеби највисокиот и најголемиот дострел на човекот. Ревијата на новиот германски филм во Штип продолжува вечерва со драмата Феникс. Во среда ќе биде прикажан трилерот Хакери, додека пак четврток е резервиран за најмалите, односно ќе бидат прикажани 2 детски филма, едниот од 17, а другиот со почеток во 19 часот. За во петок е најавена комедијата 300 збора германски. Влезот за сите проекции е бесплатен. Во дневникот на Канал Плюс вести за земјоделците. Оризопроизводителите со прекинија туркаат една од најтешките жетви во последните 2-3 децении, соочени со чести врнежи и голем процент на влага. На неколку дена пред ноември оризопроизводителите соочени со задоснетата жетва на оризовата култура, со мака настојуваат да го соберат родот и да спасат тоа што може да се спаси. Во полињата во Чешина во Блешевско поголем дел од нивите се ожнеани, меѓутоа речиси половина од земјоделците се жалат дека имаат по некое парче неожнеано заглавено во вода и кал. Тоа особено се однесува на парцелите засејани со сортите од италијанското потекло, кои по правило имаат подолг период на вегетација. Состојбата е за никаде. Прво, нема комбањи. Комбањите ќе почнее малку, расипе се. Полето стоje цело неожнеано. Вода, оризите се полни. Приходот немаш дека да го слушаме сега. Ја малку произведам. Монтето, мислам, Андрејата е добро, ама оваа година не му понесе на него. Дали стари семиња, или пак времето прежешко и фана го ветеров, падна доле водата. Мислам, Андрејата е целосно падната доле и тешко е сега за жетва. Комбањерите избегават жетвата на паднатиот ориз. Што ќе испадне и ние не знаеме. Иако преносите се солидни, сепак лошите услови во кои се спроведува жетвената кампања го земаат својот данок. Земјоделците откако ќе ожнеат се судруваат со проблемот како и каде да ја исушат арпата. Поради полегнување и изголемено количество на влага, директна последица трпат оризовите зрна, што влијае врз рандаманот кој есенва се движи околу 50%, што е 70% помало од минатогодишниот. Значи од 1000 килограми арпа при преработката се добиваат 500 килограми бел ориз. Приносите на, ја мислам од мојто е Андреја, приносите се за никаде. Пошто оризо е паднат, водата го зали и сега кога отидеш во фабриката, што е работа во фабриката? Испаѓа 50% крш, 50% ориз. Отидеш да го продадеш и таму нема пари. 50 може нудата, ама парите тешко се добиват. Не, арпа повеќе контрола прават на арпата, те влага, те крше се и таму е повеќе уценување. И повеќе луѓето бијат, рандаман нема и не знам што ќе прават луѓето. Земјоделците се жалат и на нестабилната откупна политика. Откупувачите применуваат строги мерки на контрола на квалитетот и во зависност од тоа диктираат цени кои не им одговараат на производителите. Покрај тоа применуваат забавена откупна стратегија што ги доведува до безизлезна ситуација оние земјоделци кои немаат сместувачки капацитети за чување на производството.
Кривична пријава за двајца Штипјани кои што тргувале со оружје и продавале дрога. Се работи за ДС 35 години од Штип и МК 57 години од општина Карбинци. Следи крими билтен на МВР. Поднесена е кривична од полициската станица од Радовиш до ДС 35 години од Штип и МК 57 години од Карбинци. Тие поради постојање основи на сомнение сториле кривично дело, неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје и распрскувачки материи, како и пуштање во промет наркотични средства и психотропни супстанции. Против ДС од Штип е поднесена кривична пријава и од страна на полициски службеници и извршен претрес на две локации во Радовиш, во собственост на пријавениот. Се пронајдени 37 растенија на канабис, 2 куршума од автоматска пушка калибар, 2 куршума калибар 7,9 мм и 1 куршум калибар 8 мм. Додека против МК од општина Карбинци е поднесена кривична пријава и од страна на полициските службеници поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје, полицијата кај пријавениот при вршење на претрес пронајде и одзема 3 импровизирани пиштоли калибар 7,62 мм, дрвен кундак за пушка, боева муниција, различен калибар 21 парче и ловечки патрони 14 парчиња. Најмалку 293 лица загинаа вчера, а на 1000 се повредени во силниот земјотрес со интензитет од 7,5 степени според Рихтеровата скала, кој го погоди североисточниот дел на Афганистан, а беше силно почувствуван и во Пакистан, Индија и Таџикистан. Најголем број жртви има во Пакистан, 228, во Афганистан загинаа 63 лица, а 2 во индискиот дел на Кашмир. Меѓу жртвите има и најмалку 12 ученици кои се прегазени во човечко стампедо во северен Афганистан, додека се обидувале да побегнат од училиштето кое се уривало. Во стампедото се повредени уште 35 лица. Помош на владите на Афганистан и Пакистан им понудија САД и Обединетите нации. Американската влада е во контакт со владите на Афганистан и Пакистан и подготвени сме да им пружиме секаква дополнителна помош која ќе им биде потребна, изјави портпаролот на Белата куќа Џош Ернест. Курсот на еврото во однос на американскиот долар минатата недела падна 2,9% на 1,018 долари, најниско ниво од почетокот на август. Еврото ослаби и во однос на напознатата валута за 1,3% на 133,8 ниско ниво за еден месец. Курсот на доларот во однос на јените скокна 1,7% на 121,45 јени. Најголемиот неделен губиток на еврото во однос на доларот е последица на најавата на Европската централна банка дека нејзините челници во декември ќе разгледуваат дали ќе се воведуваат дополнителни поттикнувачки мерки. Девојка сакаше да се самоубие со скокање од мост во кинескиот град Нанџинг. Сепак тоа не ја успеа затоа што во последна секунда ја спречи возач на автобус. Тој забележа дека девојката сака да скокне од мостот, па веднаш го сопре автобусот, ја тргна девојката од оградата и ја внесе во автобусот. Возачот со име Бијан Пенг е херој на денот во Кина, откако успеа да ја спаси девојката и со помош на неколку случајни минувачи ја внесе во автобусот пошто повика полиција. Сето тоа беше снимано на безбедносната камера во автобусот. Утре со почеток од 13 часот и 30 минути ќе се одиграат надпреварите од 12-тото коло во првата фудбалска лига во Македонија. Фудбалскиот клуб Брегалница ќе гостува кај екипата на Шкупи. Овие две екипи претходно се сретнаа и во надпреварот за Купот на Македонија, каде што Брегалница се пласираше во четвртфиналето. Во моментот Брегалница се наоѓа на 8-та позиција на табелата, додека пак Шкупи на 4-та. Во останатите надпревари Шкендија после ремито без голови против Вардар на свој терен ќе игра против последно пласираниот Металург, кој оваа сезона е далеку од посекуваните резултати. Лидерот пак Вардар во утрешното коло ќе гостува кај клубот кој оваа сезона избори пласман во првата македонска лига Царев двор. Во останатите два надпревари Работнички на свој терен ќе игра против Ренова, додека пак Турново ќе гостува во Кратово кај Силекс.
Македонската кошаркарска федерација настојува на селекторската позиција повторно да застане Марин Докузовски, со кого Македонија го постигна историското 4-то место на Евробаскетот во Литванија. Маријан Србиновски, кој ги предводеше црвено-жолтите на Евробаскетот во Загреб, повеќе не е селектор, откако управниот одбор на Македонската федерација на одржаната седница го прифати неговиот извештај и му се заблагодари за досегашната соработка. Македонската кошаркарска федерација ќе формира 3-члена комисија на чело со председателот Петар Нумовски, која ќе има задача да го убеди Докузовски да ја прифати селекторската позиција. Сакаме тој да создаде нова репрезентација, да им даде шанса на младите, чие време доаѓа, изјави председателот на Македонската кошаркарска федерација Петар Нумовски. Во продолжение временската прогноза, останете со нашата програма. Пријатна вечер.